Тетовските пожарникари вчера интервенирале во гаснење на 2 пожари во Тетовско. Во близина на непроштено пожарен производствен погон за дрвени врати и прозори, додека во Теарце целосно изгорела покуќнина во куќа, информира командирот на територијалната противпожарна единица Тетово УК Алити. Околу 19 часот во противпожарната единица Тетово граѓани се јавија дека избухнал пожар во еден објект. Значи, кај што се произведуваат дрвени врати и прозори. Тоа било меѓу село Непроштено и село Лешок. Излеговме со 3 противпожарни возила и 7 пожарникари. Стигнавме на лице место, пожарот многу брзо го ставивме под контрола и го локализиравме целиот. Во раните утренски часови, околу 05 часот, од многу граѓани во Теарце ни се јавија дека избухнал пожар у една куќа. Од наша страна е излезено со 2 противпожарни возила и 6 пожарникари. Стигнато на лице место и пожарот бил многу брзо ставен под наша контрола и после тоа време целосно бил и локализиран. Објектот е опфатен, мислим, од пожарот, од пламените јазици, само внатрешноста од објектот. Значи, огромна е материјалната штета. Покрај големата материјална штета во пожарот во куќата во Теарце со повреди се здобила сопственичката во обид да го изгасне. Таа со возило на брза помош била пренесена во клиничката болница во Тетово. Гостивар доби втор стационар за третман на бездомни куќиња. Шелтер центарот, кој што е лоциран во објект на старата касарна во атарот на Долна Бањица, денес официјално беше пуштен во употреба. Располага со 30 боксови за животните, а во период од 2 недели веќе се заловени 15 на куќиња, за кои следува соодветно вакцинирање, стерилизирање и кастрирање. Првиот човек на Гостивар, Арбен Таравари, вели дека во период од 2 години на гостиварска територија биле третирани над 450 куќиња. Ако ме прашате мене, повторно се уште не сум задоволен од резултатите за кои што се залагаме како локална власт. Направивме физибилитет 2018 година и по проценката во Гостивар има околу 700 куќиња. Ако има 700 куќиња и околу 500 се третирани и оперирани, дел од нив, значи останува за целата територија на општина Гостивар да има само 200 куќиња. Ја не мислам така, мислам дека има многу повеќе од колку 200 куќиња. Зошто е тоа така? Мислам дека е резултат на недобра соработка меѓу полицијата во општина Гостивар и локалната власт. Ние неколку пати имаме и од граѓани снимени камиони кои што пуштаат куќиња во нашата општина. Новиот стационар се реализира како проект Дај ми за солниште за спас на иницијативата за граѓански интеграции ИГИ во рамки на регионалната програма за локална демократија во Западен Балкан, која е финансирана од Европската унија, а ја спроведува програмата за развој на Обединетите нации UNDP. Во директна средба со представници од полицијата и од општината беше договорено се превземат итни мерки за справување со проблемот на носење на бездомни куќиња од други градови, со што полицијата се обврза на поинтензивни проверки и контроли, како и апел до граѓаните да пријавуваат во полиција доколку видат возила кои што ги истовараат куќињата. Исто така посебен акцент тука би ставиле апел до граѓаните кои што имаат миленик, значи да го чуваат, редовно да го вакцинираат, а доколку не сакаат повеќе да ги чуваат, секако стационарот е отворен за нив, додека пак исто така ги повикуваме да ги отворат своите домови за овие бездомни животинчиња кои што ги имаме тука, а тие секако ќе им вратат со уште поголема љубов. Веќе во април 2019 година имаше јавна дебата на која што граѓанските организации и граѓаните ги дефинира приоритетите за општина Гостивар за оваа година и врз база на тие приоритети беше распишан и јавниот повик и еден од проблемите со кои што многу често се соочуваат е и бездомните куќиња и други миленичиња, со тоа што
Имаше нели пријавени доста напади, меѓутоа немаше ни хуман третман од друга страна па ниту на кучињата. Проектот ќе трае во наредните 5 месеци, пошто врската за функционирање на стационарот и вработените ќе ги преземе општината. Студентите од Државниот универзитет во Тетово ја имаа можноста да ја слушнат презентацијата на Инотех клубот. Се работи за проект финансиран од американската влада, чија основна мисија е да ја промовира науката, технологијата и иновациите како концепт особено важен за економскиот развој. Исто така се промовираат кариерите кои што младите во иднина би требало да ги градат за да дадат свој придонес во општеството. На ваков начин, младите луѓе добиваат насоки и низа на информации кои ќе им помогнат во реализирањето на нивните идеи. Ние директно како проект не обезбедуваме подршка, меѓутоа обезбедуваме нешто многу важно, а тоа се информации. Ние практично се обидуваме и почнуваме да ги обединуваме сите активности, сите субјекти кои што делуваат на ниво на подршка на млади, предприемачки идеи, стартап идеи и така натаму, така што преку зачленување во нашата платформа, всушност ќе можат младите да се информираат што, каде и кој во нашава земја обезбедува на таа тема, така што ќе можат за било какви потребни информации да не контактираат и ние да ги поврзаме со релевантните субјекти на дадената тема. Инотех клубот вакви презентации ќе одржува и во текот на следната година во речиси сите градови низ земјава. Кошаркарите на Гостивар го задржаа лидерското место на табелата. Откако во седмото коло на домашен терен го совладаа Евроникел 2005 од кавадарци со 94:87. Најдобар поединец во домашниот состав повторно беше американецот Донован Доналдсон со 29 поени. Следното коло Гостивар повторно ќе игра на домашен терен, овој пат против Куманово. Екипата на Шкендија со убедливи 6:1 го доби локалното дерби против Ренова во рамки на 15-тото коло на првата македонска фудбалска лига. Со оваа победа Шкендија остана на третата позиција на табелата со 7 бодови за останување зад лидерот Вардар, додека Ренова е на предпоследното 9-то место. Во второлигашката конкуренција Дрита одигра 3:3 на гостувањето кај Кадино, додека Вардар Форино исто така ремизираше на домашен терен против Лазрими. Гостивар беше поразен на гостиот Кораб со 2:1. На табелата Гостивар е петти, Вардар Форино една позиција подоле, додека Дрита е на 8-то место. Екипата на Беса од Добридол го доби дербито против Тетек со 2:1 и се искачи на лидерската позиција. На останатите надпревари од 10-тото коло на третата лига Запад беа постигнати следниви резултати. Нераште Љуботен 1:1, Напредок Зајац 2:2, Камењане Трабзонспорт 4:2, Речица Арсими 3:1 и Флямуртари Пролетер 0:3 службено. Во машката одбојкарска лига Универзитет Тетово на домашен терен загуби од Џио Струмица со 3:2 во дербито на 5-тото коло. Шкендија и Лирија со идентични 3:2 забележаа победи против Борец, односно Весна Пробиштип. Женските одбојкарски екипи повторно беа поразени. Универзитет Тетово на домашен терен загуби од Виктори Волеј со 3:1, додека Бамикор беше поразен на гости од Ускана со 3:0.